Камала и Катерина се во врска 10 години и речиси од почетокот живеат заедно во Љубљана. Двете се успешни жени и прифатени од средината каде што живеат и работат, иако на почетокот тие не зборувале јавно за нивната љубов. Ние на прва година или две така некако сме биле малце по-затворени за тоа, пошто сме требале време сами да сме сосема окей со сето тоа, да можеме после да се отвориме и на другите. Ама после кога стварно сме биле моќни во себе, да. Прво на неколку пријатели и после и на фамилијата и така. И ствари беше окей, беше стварно окей. Какви беа првичните реакции? Да, Словенија е всушност многу отворена земја и искрено морам да речам дека сме се отвориле повеќе затоа што пријателите не биле не поддржувале. Да. Значи Словенија е open-minded држава со која што стварно морам да се заблагодарам на сите наши пријатели и кога прв пат кога им реков, па да, леле, конечно, супер пар сте. Да, така да имавме многу поддршка, не? Да, имавме позитивни реакции, мислам така сосема нормално. И двете немале проблем во нивните семејства. Но Камала дури сега, после 10 години, се охрабрила на својот татко официјално да му соопшти дека е лесбејка. За разлика од неа, Катерина на својата мајка и соопштила уште веднаш. Мајка моја е сознала од родителите и требало некое време само она да смени тоа, како се вика тоа, причекувања. Очекувањата дека нели пошто маж, деца, така како сите, да. Ама не па дека била нешто негативна спротив или така. Значи немаше отпор, туку малку прилагодување на... Само прилагодување на целата ситуација, нормално нешто и друго што очекувала. Во мојот случај, да, бидејќи живея во Словенија и тука доаѓав еднашка два пати годишно на вако недела дена, мајка ми знаеше, брат ми, неговата фамилија, така да они беа сосема отворени и ми дава вако поддршка. Еве, после 10 години прв пат овој месец седнав со татко ми и му кажав, сакав, пошто знам дека знаеше, нели, пошто ние идеме, сме вако 10 години заедно, иначе она доаѓала секогаш со мене во Македонија. Сакав јас лично, нели, да седна да речем, еј тато, значи тоа да го искомуницирам заради тоа, јас имам девојка, знаеш, Катерина ми е девојка, не ми е пријателка. И стварно морам да речем дека неговата реакција ми изненади и беше многу позитивна. И ми рече, во ред, ако ти си среќна и јас сум среќна. Овие две девојки велат дека нивната врска не може да прерасне во брак, иако и двете би сакале да ја официјализираат. Проблемот дошол од Македонија. Кога ги поднеле документите за регистрација, Словенија побарала потврда дека матичната земја на Камела нема ништо против тоа таа да се омажи за жена. Одговорот пак од Македонија бил, се разбира дека имаме против. Да, ми бараше Словенија, значи отидовме во управа, ми бараше Словенија дека не е доволно да јас донесам дека тука сум сама, нели дека немам никој, дека не си во брак. И ми рекоа дека мора исклучно да пишува дека Македонија нема никакви задршки до истосполни бракови. Као да го напишат тоа на ливчето горе. И нас ни беше, знаеш, зошто, нели, тоа е дискриминација на, значи, окей, ако дојдовме во Скопје, идеме во управа и ние кажуваме што ни треба, нели, лист дека сум сама, ама на ливчето морало да пишува дека Македонија нема задршка. И знаете што ми рекоа? Па секако дека имаме против. Значи го прашуваме, зашто не можете да ми дадете? Вика, девојко, ова тефтерчево пишува ти си женско и тамо ти е мажот, немал каде да го стави, разбираш? По испринтај нови листови со помодерно, разбираш? Интересно, смешки, стварно, сега се смееме на тие работи. Тоа е всушност добра пречка за да дојдам јавно да зборувам за овие работи, затоа што тоа е дефинитивно дискриминација. Сега ако сум се родила во Македонија, кармата ми била се родам во Македонија и сега јас треба да го чекам цело општество за да јас можам да живеам. И двете девојки велат дека многу значи поддршката од општеството и средината. Тоа многу помогнало тие да останат заедно цела деценија. Камела како македонка вели дека не знае како би било кога би живееле во Скопје, дали би биле осудени од средината или не, но за неа не е проблем отворено да зборува за својата сексуална ориентација. Дефинитивно морам да речем дека ми Словенија ми даде моќ за да бидам слободна, бидејќи општеството таму го прифаќа тоа.
може би било повако различно, али јас од секогаш сум била револуционар за такви работи, така да не знам што би било, кога би било. Дефинитивно може би требала повеќе време, али дефинитивно би ја најдла таа моќ и да зборувам јавно за тоа. Јас мислам дека друштвото всушност, околината е одраз на нашите лидери што ја водат, така да секое насилство и секоја војна не почнала меѓу луѓето, ама ја прават големиот брат, ако би го рекла тоа, така да ако сакаат среќно друштво, како се вика друштво? Смаке, ми се не познава дека не живеа во Македонија. Општество, нека сеат љубов. Со пушки, со шамари и клоци нема среќа. И можеш да имаш и 15 милиони луѓе, ако имаш несреќни луѓе, што е вако поентата? Значи треба да бидеш добар лидер. Лидер што ќе речат луѓето кога ќе заминеш од овој свет, овој сееше љубов, а не омраза. А на ЛГБТ луѓето сакам да ја кажам, бидете тоа што сте, сте прекрасни и го правите само светот да има повеќе љубов. Да, бидете моќни, вие можете тоа, можете да сте моќни, можете сето тоа да направите што сакате во животот, било што да сте, пошто супер сте тако како сите остали и само напред, стварно. Додека во Македонија се почесто насилството и осудата од семејствата и средината, ова е една од ретките успешни приказни на две млади жени кои се реализирале заедно. Што се случува во Македонија, во семејствата на лицата со поинаква сексуална ориентација, гледајте во емисијата Процес.